Министерството за образование ќе ги исправа грешките во учебниците. Ревизијата открила катастрофални пропусти кои на децата им даваат информации какви што не треба. Пронајдени се од печатни и јазични пропусти до грешки во цели формули и дефиниции, нешта кои треба итно да се коригираат. Ваквата можност е отворена со направените измени во Законот за учебници со кои сега се дозволуваат корекции во истите, доколку бидат констатирани пропусти и грешки. Во моментов ние ги разгледуваме оние учебници кои што содржат технички грешки, определени недостатоци и тоа се однесуваат на различни области, почнувајќи од физика, географија, различни области. Сакаме да исчистиме што е можно повеќе од неточностите кои што се од грешките кои што се содржани во учебниците со цел учениците да имаат соодветен наставен материјал. Корекцијата на учебниците е дел од реформите во образованието кое Министерството го најави неодамна. Клучните измени во овој дел се однесуваат на основното образование. Околу она што значи временски распоред, намалувањето на бројот на часови за учениците, спојување на определени предмети со оглед на тоа што искуството секогаш може да биде позитивно во градењето на политиките и ставовите. Токму реформите во образованието беа тема на дебата која денес беше организирана во Штип, а на која присуствуваа наставници од сите основни училишта во градот.